Добро дојдовте во 18-тото издание на Тајната на успехот. Тајната на успехот се серијал подкасти за женско предприемништво, кој се дел од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. И во денешното издание ви представуваме интересна личност, прекрасна дама, успешна жена, чија бизнес приказна може да биде инспирација за многумина. Ви ја представуваме Станка Мартиновска. Станка, добро дојдовте во Тајната на успехот и благодарам што се одзовте на поканата за учество во овие подкасти. Благодарам на вас најнапред за поканата и за можноста да се представиме и да учествуваме на овој подкаст за Националната платформа на женското предприемништво. Долго години работевте во голема компанија на раководни позиции и пред известно време решивте дека сакате да отворите собствен бизнис. Го достигнате плафонот, ви требаше нов предизвик или? Вака, после 23 годишно искуство, големо искуство, значи на разни позиции, шпедиција, увоз, извоз, сметководство, финансиско известување, финансиски директор, значи генерален директор, висока позиција, значи високи примања, бенефиции, и доаѓате во една ситуација кога навистина мислите дека плафонот во таа околина е постигнат и што понатака. Значи се појавува една дилема дали да сменам, да продолжам во друга фирма, во друга корпорација, сето тоа. Меѓутоа сваќате дека 23 години сте се вложиле. Мислам, фирмата израснала, вие сте го постигнале плафонот, меѓутоа сте собрали огромно искуство. Огромно знаење и искуство и дека сето тоа знаење и искуство можете да го искористите многу повеќе, отколку да продолжите исто како врагате. Значи, од секогаш сум го имала тој предприемачки дух и мислам дека треба да се надмине страхот и да се почне. Дали отворањето на Money Consulting, така се вика компанијата, фирмата во која сте собственик, во која работите, дали тоа беше вистинскиот избор? Зошто баш тој тип на работа? Да. Money Consulting е друштво за консалтинг и управувачки дејности и беше нормално продолжување на целото мое работно искуство и фактички начин да се искористи тоа стекнато знаење и искуство и да се пренесе на останатите. Со текот на работата, значи, видов дека се уште сме далеку од некоја поголема финансиска едукација, писменост. Значи, за жал кај нас се уште и сметководството се користи само за даночни цели. Значи, финансиското известување се уште, мислам, во некои зачетоци не се користат сите придобивки од тоа. Токму поради мислам, можностите кои се нудат за пристапи до финансии исто така не се доволно познати. Значи еве и на кратко тоа да ни кажете и кој е опфатот на дејноста на Money Consulting? Да. Значи Money Consulting е лиценцирано сметководствено друштво. Водиме сметководство, значи имаме вработени, во тимот сме жени. Значи, типична женска компанија. Да. Значи, се трудиме да бидеме аутсорсинг с финансиска, сметководствена, контролинг служба на нашите клиенти. Значи, покрај сметководството, консалтинг услугите кои ги даваме и приоритет. Значи, соработка со нашите клиенти, идни предприемачи, поголем, мали, средни компании и сето тоа, како да ја согледаат вистинската слика на својата компанија или на својата идеја, да ја направиме заедно финансиската анализа, буџетирањето, да им предложиме можни начини за пристап до финансиски средства и фактички ги водиме
со нашите советодавни услуги ги водиме од идејата, подготовка на документацијата, комуницирање со институции, обезбедување на средства до реализација на проектот и понатака, значи, целосно живење и развој на бизнисот. Тоа е идејата и концептот на... Споменавте пристап до финанси и овозможување на клиентите да дојдат. Значи, како консултанти изработуваме проекти за Европска банка за обнова и развој, каде што им помагаме во изработка на проектите за да дојдат до пристап на средства, каде што има 50 до 60% неповратни средства. Исто така изработка на проекти од ИПАР програмата. Мислам, со ИПАР програмата исто така има 65% неповратни средства. Се уште не се доволно запознаени со можностите што ги нудат и мислам активно работиме, значи ги посетуваме нашите клиенти на секаде низ цела Македонија, соработуваме со институциите, дори имаше и некои работилници заеднички, како да се олесни начинот и на аплицирање и на едуцирање на граѓаните, на идните предприемачи, кои можности се им се понудени. Ги изработуваме овие проекти за самовработување и тука е целта, значи не само да се изработи тој бизнис план за да се добијат тие 5000 или 10.000 за самовработување, тука идејата како и понатака да ги советуваме тој бизнис да се развие и како и понатака да добива подршка сето тоа. Да. Живееме овие 2 години, речиси, во време на коронавирус, во време на пандемија. Колку ваквата состојба се одразува на работењето на Money Consulting? Мислам дека во сите бизнеси се одрази пандемијата, меѓутоа треба од друга страна да го гледаме како нова можност. Значи, можам да кажам дека пред пандемијата, како да бевме ограничени и како да имавме оправдување дека Македонија е мала земја, не толку ни се можностите и сето тоа. Сега со дигитализацијата, со отварање на онлайн платформи, сето тоа, мислам дека се нудат и нови можности што треба да ги искористиме. Значи, се обидуваме и нашите клиенти кои што сериозно се загрозени од пандемијата да ги советуваме да се пререструктурираат, да го сменат бизнисот, само да се помине тоа и да гледаат како на некоја нова можност што треба да се превземе. Да се прифати. Да. Колку организациите за женско предприемништво помагаат, дали сте вклучени во нив и колку понудуваат информации, мрежување на членките, размена на искуства со други членови. Еве, например, и Националната платформа за женско предприемништво, која пред кратко време го одржи првиот самит за женско предприемништво. Да. Мислам дека е многу корисно. Јас сега одлично искуство ќе кажам. Спомнавме пред тоа дека сум работела во голема фирма и после, значи, такви позиции се решив со свој бизнис како предприемач самостојно да настапувам. И одеднаш се наоѓате во друга улога. Значи, вие сте истата личност, одите на истите врати, по истите институции, истите личности, меѓутоа веќе вратите не се исто отворени. Значи, ако како голема компанија се појавите и сите можности и врати ви се отворени, значи сега како мала, како почетник на некој начин, да, почетник, ќе треба многу повеќе да се потрудите за да ги отворите тие врати. Значи, во таква една ситуација, нова ситуација, значи за мене, токму познанството и подадената рака од Сдруженијето на жени предприемачи ми беше добре дојдено. Значи, тука се вмрежуваме, значи разменуваме искуства, совети едни на други, значи подршка, доколку треба нешто да се направи, многу е полесно и со институциите,
да се настапи заеднички, да се избори да се добие тоа, отколку секој самостојно. Така да навистина голема поддршка и соработка со... Да. Имате зад вас богата кариера, споменавме веќе и во едната и во сопствената компанија. Дали додека ја градевте вашата кариера имавте некоја личности на кои се огледувавте, кои беа пример што сакавте да го стигнете и да ги исполните целите? Или се тоа може би повеќе личности или повеќе не знам, искуства? Дали е тоа од карактерот, од секогаш сум сакала некои лидерски позиции, напред, никогаш, мислам, најпредизвикувачка работа ми била кога некој ќе се откажал и кој ја кажал дека не може да се заврши. Значи, тоа е предизвикот, да. Во еден момент, значи, дојдовме во ситуација, значи, искуство со размена, странско искуство, странски инвеститори, соработка со нив, соработка со консултанти меѓународни преку Европска банка за обнова и развој, и тогаш се отвараат некои други видици и гледате дека всушност може многу повеќе да постигнеме и може многу повеќе, меѓутоа е потребна постојана едукација. Токму поради тоа, без разлика на богатото искуство, без разлика на факултет и сето тоа, значи во 2016-2017 година, значи ја завршив Академијата Контролинг Академа Минхен, каде што и практични знаења меѓународни стекнав, што би сакала да ги... И тоа сигурно нема да биде завршница, сигурно нови предизвици, и нови искуства. Да, нови искуства. Значи, еве и ова со пандемијава што спомнавме, значи мора да сме во тек со настаните, значи мора да пратиме и дигитализација и во тој правец да се и да се прилагодуваме на условите. Да. Сметате ли дека жените би требало повеќе да се докажуваат од мажите да изградат успешна кариера? Или пак има обратен процес, дека се привилегирани на некој начин и тоа што се жени му е поен плюс? Па зависи од ситуацијата. Значи има и така и така. Мислам дека би требало малку со повеќе напор и труд за да се докажат. Меѓутоа, ние жените знаеме и женскава страна да искористиме, па да ја да ја преориентираме во предност. Така. Мислам, јас во досегашната работа не сум имала некој искуство каде што негативно. Меѓутоа, секогаш сум се поставувала на рамноправна основа со сите. Значи, сум си ги барала правата и сите, не сум гледала ниту на машки, женски работи или позиции, туку кој е компетентен, кој е квалитетен, тој треба да победи и да... Сметаат, барем од досегашните искуства од другите соговорнички, дека жените имаат поголеми или подобри организациони способности од мажите. Дали тоа е природно или... Јас мислам дека е природно затоа што значи, ние се грижиме и околу организацијата за семејството и за децата. Балансираме меѓу семејството и работата, така да изгледа дека е природно. Сметате ли кога е природно? Дали да се биде успешен во една област е нешто што го има, што е вродено во личноста или се стекнува во текот на животот? Ја мислам дека би требало да го има и вродено, меѓутоа со напорна работа, со упорност може и да се стекне. Само мислам треба да се биде упорно, да се работи и да се верува во себе. Во секој случај. Што во вашата работа најмногу ве исцрпува, а што е она што ви предизвикува задоволство? Значи, што ме исцрпува? Ме исцрпуваат некои, не знам, некои работи што, еве, например, во сметководството, толку формализирано, значи толку многу обврски се има, што е всушност изгубена суштината на што треба да биде сметководството. Значи,
целата поента на работењето е свртена кон некои даночни цели, кон исполнување на обврски кон државата и најмногу што ми смета е што и собствениците, менаџерите, значи гледаат само да бидат тие обврски постигнати, а чисти, да, кон законот, а се губи, значи, основната цел да тоа служи да добијат информации за да можат да носат одлуки, правилни одлуки за развој на својот бизнис. Тоа нешто што ми смета. Инаку, кај проективе навистина ми прави задоволство. Секој проект ми е посебно задоволство и се радувам кога ќе успее. Значи, секој проект е посебна приказна за себе и навистина ми исполнува. Да. Тука може би требало малку поголема соработка со институциите, значи не е целта да институцијата става препреки или некои нејасни инструкции за да не може да помине проектот, туку сметам како консултант дека треба сите заедно да работиме, сите тие можности, сите тие понудени извори на финансирање да се искористат за развој на сите предприемачи и државата секако и како цел мислам да се задржат и младите да останат. Секако. Рековме имате речиси 3-децениско искуство во оваа област. Што Станка од денешно време би порачала на Станка кога почнувала со работата? Што е она што би можела од тоа време да се надвине многу полесно отколку да се учи овие години? Што би порачала? Значи, пред се, многу порано да собере храброст да отиде во предприемач. Значи пократко време да се помине како со надредени раци отколку собствениот бизнис. Кои се плановите за наредниот период? Мислам дека рековте околу 5 години самостојно водите компанијата. Ете да направиме еден 5 годишен, кој е 5 годишниот план за Воедина? Значи вака за предходниот 5 годишен план ми беше да најдам добри соработници, да направам база, подготовка за понатамошен развој. Базата е направена, тимот горе-доле е тука, што внатрешни, што надворешни. Сега што е идејата понатака? Значи, идејата ми е и целта да цела оваа професија успееме некако да ја подигнеме на повисоко ниво. Она што кажа, значи, нашата компанија да прерасне во една аутсорсинг соработник, финансиски контролинг соработник до предприемачиве, до големите, до малите, до средните, значи не ги делиме или одбиваме до сите компании и да сето на знаење што го имаме во оваа дејност да можеме да го пренесеме. Да, доста амбициозно и според досегашното искуство, она што го слушнавме за вас, веројатно и ќе биде реализирано. Станка, што би им порачале на младите девојки, на младите жени кои се двоумат дали да започнат собствен бизнис? Дали едината е таму или треба да се работи на сигурно место, со сигурни примања или да се ризикува? Секако сум за да се охрабрат за предприемништвото. Значи, сега поготово за младите има толку можности, толку и поддршка, пристап до брзи информации, значи нема ограничување на просторот територијален, значи сите страни им се отворени, сите можности им се отворени, само да ги зграбчат. Ете така, да веруваат во себе. Се надевам дека ова порака ќе стигне до оние до кои е наменета. Еве јас ви посакувам успех во понатамошната работа, реализација на сите цели. И уште еднаш благодарност што бевте гостинка во овој серијал подкасти Тајната на успехот. Ви благодарам уште еднаш на укажаната можност за презентација, пошто и тоа е значаен дел од работата, да бидеме видливи и слушнати што работиме. Да, ми беше задоволство и мислам секоја поддршка за националната платформа. Одлично. Ви благодарам.